слушавте уште една емисија Јасно и гласно, овој пат посветена на борбата за чист воздух и на зелената револуција. За тоа што се случува со протестите, за можности и неможност да се обезбеди животна средина која што ќе биде чиста и за граѓанските барања и решенија. Во оваа емисија ќе разговараме со активистките Невена Георгиевска од иницијативата ОДВА, Јана Василевска од Friday for Future Скопје и Мирослав Богдановски, првиот човек од инспекторатот на град Скопје. Ви благодарам што одвоите време. Знам дека сте сите зафатени. Вие со организација на протест, вие со оние актуелни контроли кои што ги има инспекторатот деновиве, меѓутоа мислам дека овој половина час ќе имаме една интересна дискусија за да видиме кои се барањата на протестот и што прават институциите за да имаме конечно почист воздух. Инаку една мала напомена, беше поканат и представник на Министерството за животна средина и просторно планирање. Ни кажаа дека го разгледуваат барањето, меѓутоа до почетокот на емисијата представник не обезбедија. Ќе почнеме со вас, Георгиевска. Последен пат во студиото на Радио МОВ бевте пред точно 4 години, проверував, на почетокот на една иницијатива, чинам дека беше заедно за заштита на зеленилото во Карпош. Од тогаш некако сте во првите редови како еден од оние активисти за подобра животна средина, за почист воздух, за поубав град. 4 години подоцна се сменили нешто? Мрднавме ли од таа мртва точка? Се смени нешто, меѓутоа недоволно. Тогаш бев тука гостин како член на иницијативата заедно за заштита на зеленилото во Карпаш. Се боревме околу новите детални урбанистички планови. Тука запознав други активистки со други проблеми слични. И тука беше на некој начин, тоа беше иницијалниот состанок за познавање, потоа следеше и тој протест од 2015 што се направи, нешто слично како сега, беа повеќе иницијативи здружени и од тогаш почна целава борба. Значи колку што повеќе навлегуваме во работите, толку повеќе гледаме какви се и колкави се сите тие проблеми. Сега во некои работи има поместување, меѓутоа има и назадување на некои работи. Значи додека не почнеме ригорозно ние да се занимаваме со проблемов и да го ставиме на местото каде што заслужува, да одредиме некои мерки и правила, меѓутоа да не гледаме што со другите правиме и на кој начин ги расипуваме или влеваме нов ризик фактор во сите тие исполнувања, не можеме да мрднеме напред. И младите некако почнаа да ја преземаат ова работа со активизмот, кога станува збор за климатски промени, за аерозагадување, за чист воздух. Некако поттикнати од оние масовни протести кои што се случуваат во светот, добивме и една подружница или огранок, ќе речам, на Fridays for Future, глобалното движење во Скопје. Сега, она што го разликува скопското движење од светското е малата излезност на луѓето. Зошто ни се случува тоа? Пред се, значи, малата излезност тука се случува поради тоа што кај нас, како што предходно напомена Невена, проблемот е примарен, тука се соочуваме со проблеми кои од ден за ден го неспособуваат нашиот секојдневен живот. Значи, ние се бориме со аерозагадување, со загадување на вода, почва, со разноразни општествени и економски проблеми. И климатските промени во моментов кај нас не се разгледуваат како ризик поради тоа што се доволно далеку во иднината за да не мора да мислиме на нив. Она што ние тука сакавме да го направиме и за прв пат, би рекла, во овие иницијативи е тоа што собравме луѓе од февруари, од како почнавме да работиме со движењето, бевме околу 7 до 10 луѓе. Од тогаш имаме барем 100 луѓе кои активно работат сега во организацијата, да речам, и уште толку кои следат, доаѓаат на протести и можеби уште голем број се надевам што до сега сме успеале да им укажеме на климатските промени, односно да почнат да ги гледаат своите активности како нешто што предизвикува поголема промена, односно оној butterfly ефект. Сега зошто решивме ние да преземеме, да иницираме ваков протест, е затоа што до сега обичните граѓани, младите исто така, кои немаат толку длабоки познавања како што имаат другите активисти од другите организации, здруженија, невладини организации, до сега немавме каде можеби да го кажеме нашиот глас, заради тоа што нашето знаење не е толку детално. Значи, ние не можеме да понудиме конкретни решенија.
ние понудивме 5 барања и во рамките на тие 5 барања добивме со помош на оние кои се на вистина со години во секторот и добро ја знаат проблематиката, 250 конкретни мерки кои на вистина се логични, имаат можност да бидат исполнети и се мерливи. Гостен во студиото на Радио МОВ е и Мирослав Богдановски. Вие чинам дека година и пол сте на местото, прв човек, ќе речем, во инспекторатот на град Скопје. Откако дојдовте се забележа поголема активност на инспекторатот на социјалните мрежи. Ама работите со 5 инспектори, со кои што најавивте 24 часовно дежурство, чинам работа за викенд. Сега, како успеевате да постигнете, односно зошто не постигнувате да си ја завршите својата работа? Вака сега, значи не е само на социјалните мрежи зголемена активност, зголемена активност е и на терен. Значи тоа го покажуваат извештаите што секојдневно ги добиваме и ги пратиме инспекторите во својата работа. До пред една година, значи имавме како да кажам, една лоша организираност, неподеленост на инсталации по инспектори што се во наша надлежност. Сето тоа го сменивме. Значи сега се знае точно која инсталација на кој инспектор е, кога тој инспектор постапил, зошто не постапил и одговорно се бара од сите инспектори. Во однос на животната средина имаме драстично зголемување и на редовни вонредни контролни надзори, имаме изречено и казни, значи како да кажам, во минатото во однос на животна средина сме немале ни една казна изречена, што според мене беше несватливо како еден од најзагадените градови во Европа, во светот, да немаме такви казни. Значи сето тоа го менуваме, знам бавно иде. Луѓето се тие со кои што треба да работиме. Во тек е огласот, веќе завршен огласот за прием на нови инспектори, но заинтересираноста за некој да работи како инспектор е минимална, односно имаме многу мал број на пријавени кандидати. Значи, јас сакам да зборам со бројки. Така? Имаме драстично зголемување во однос на контролираните субјекти и контролираните инсталации што се во наша надлежност. Така, во наша надлежност се сите, освен големата индустрија, да поедноставиме. Во наша надлежност се бедозволите Така? што се во градот и елаборатите за заштита на животна средина кои ги издава град Скопје. Бројките, сакам да кажам дека го зголемивме и буџетот за акредитирани лаборатории. Ние иницииравме и голема, како да кажам, голема борба беше и промената на овој правилник за гранични вредности, што во минатото, не знам, 12-13 години инспекторите работеле без тие гранични вредности. Сега нејасно е како си ја вршеле работата и како ги мерале сите тие мерења во однос на кој правилник. Ви беше потребна една година за да смените правилник? Ние не менуваме правилник, Така? правилникот го менува Министерството за животна средина. Ние минатиот декември го поднесовме, го поднесовме како барање за измена, ги воочивме проблемите, зашто нели, кога видите нули во однос на платни налози, казни, значи нешто има. Истраживме, видовме дека сега проблемот е што сите инспектори се ќутеле, односно немало иницијатива од страна на инспекторите дека нешто не е во ред, односно дека не може да изрекуваат казни. Незадоволни сте од тоа колку брзо реагираат институциите на она што вие го барате? Например, една година беше потребна за да се смени правилник во кој што покрај бојата на чадот, кој што наједноставно да објаснам, излегува од објектите, ќе смеете да мерите и емисии. Ја знам колку притисок и од сите и баравме и помош и од градоначалник и градоначалникот се вклучи во тој еден, да речам, притисок за побрзо донесување на тој еден правилник кој што е од една-две страни.
Апропо овој муабет, имате голем број барања на протестот. Дел од нив барате да се имплементираат веднаш, околу 250 барања се. За дел од нив е рокот март 2020 и дел од барањата се чинам 21 завршување на кандидат на градоначалници и слично. Ако ни требало една година да сменеме еден правилник од една страна, колку време ќе ни е потребно за да се исполнат барањата кои што вие ги имате на протестот? Ако се има воља и ако се работи, може. Значи, овие рокови се исполнливи. Ние не прифаќаме дека не може или дека се работи затоа што по прашање се животи. Ние годишно губиме над 3.500 животи. Значи, кога имаме такви податоци, не сме да чекаме на некои работи. Конкретно за правилникот, пошто ние како иницијатива бевме вклучени во работната група, негде 3 месеци беа околу состаноците, 3 состанока, а после 6 месеци се чекаше на преписки меѓу институциите. Значи, тоа е недозволиво. Тие 6 месеци, колку од тие поминале неказната. Значи, такви работи веќе не смееме такви пропусти и грешки да правиме во системот. Факт е дека наш системот целосно не ни функционира. Затоа овие барања се до владата. Значи, таму се они треба да ги распоредат министерствата и да го координираат целата таа активност. Не може да дозволиме една институција да не работи затоа зашто немаме закон или затоа зашто другата чека нешто. Тука се тие кои треба овие работи да ги координираат. Имаат проблем, треба да го решат. Значи, знаеме колку е комплексно, затоа и ги разделивме вака на неколку работи. Имаме, со првото почнуваме, тоа е отпадот и дупот во Вардариште. Значи, огромни проблеми има инспекторатот сега во Вардариште, затоа зашто таму има диви населби. Град Скопје има обезбедено средства за санација, меѓутоа општина Гази Баба не го носи тој детален урбанистички план, иако носи секој месец скоро и по 1 до 2 други детални урбанистички планови. И што се чека? 5 години се чека новој детален урбанистички план. Значи, нема профит од тоа и затоа сега некој него цел град сноси последици. Затоа бараме да се донесе указ до март да почне доносење на тој детален урбанистички план. Знаеме во минатото дека се не носеа детални урбанистички планови за 1 месец-два. Така да ваков важен проблем не сме. Значи имаме и други закони кои седат по 4 години закачени на ЕНЕР и не добиваат приоритет. Еден од нив е законот за почва. Значи пред некое време имаш информација за тоа колку има жива во почвата. Таа студија е стара неколку години. И сега наеднаш кога ќе излезе тоа во новински надписи се испаничуваме, меѓутоа пак секој ќе отиде на пазар и ќе купи некое овоше или зеленчок, мислејќи дека се храни здраво. Нити знаеме од кај потекнува, нити дали е проверено тоа. И ние цело тоа загадување, освен што го дишеме, го внесуваме и преку храна и преку вода за пиење. Значи, бројките се зголемуваат и на заболени на канцер, и на смртни случаи, затоа и бараме транспарентно да се објават, за да се види целата итност на проблемов. Значи, со тоа што прикриваме или ги ставаме работите под тепих, не се помагаме. Сите овие работи, иако може некогаш делуваат дека се финансиски големи или тешки, во суштина многу е потешко лечењето на последиците и справувањето со последиците. Веројатно поскапо. Секако. Василевска, што е она што најдно треба да се направи? Што е она што чисто став е Fridays for Future? Сега тука е малку би рекла поле во кое што секогаш кога ќе ме прашаат што е она што наитно треба да се направи, значи итни мерки, знаеме тоа се мерки шминка. Кога нешто се прави итно, тогаш значи нема да функционира таа мерка. Најчесто се тоа некои мерки што не се одржливи, што водат може најчесто во друг проблем, како што беше со контейнерите, сега вчера на точак протестира против тоа. Значи донесовме ние нови контейнери. Сега откако стигна имаме проблем. И сега правиме проблем таму кај што претходно со години се работело да се направи нешто чекор напред, правиме 3 назад. Значи, затоа петоци за еднината всушност почнува од големата слика. Тргнуваме од што не чека нас ако продолжиме со ова темпо. Значи, ние неизбежно одиме во еден апокалиптичен свет. Значи, тука не сме ние, затоа климатските промени се глобален проблем. Затоа утре се случува најголемата конференција која организира Обединетите нации со цел да го дискутираат овој проблем и како сеопфатно да биде. Затоа не сакам од овие 250 мерки, би рекла, не би избрала ниту една, што сметам дека треба особено да и се посвети внимание, што треба повеќе или помалку да се
приоритизира, ова се 250 приоритетни мерки. Ова се мерки што ние ако сакаме да постоиме утре како држава, не како држава, како човештво, ние мора да реагираме. Бидејќи нема шансе секоја мерка да ја детално протресеме, ќе се обидам да ги сублимирам некако. Ајде да зборуваме за индустријата. Кои се ингеренциите на градскиот инспекторат во делот на индустријата и колку соработувате со државниот инспекторат кој што го зема оној друг дел контролата на големата индустрија? Вака. Државниот инспекторат за животна средина си има своји ингеренции и своји овластувања. Значи тоа се дозволите и елаборати за заштита на животна средина кои ги издава Министерството за животна средина. Надлежноста за инспектирање на овие инсталации е на Државниот инспекторат за животна средина. Значи ние во неколку наврати по реакција на граѓани до нас и представки, ние како инспекторат на град Скопје се обративме до Државниот инспекторат за животна средина, каде што баравме да се направат, да се извршат вонредни мерења на одредени инсталации. Последна што го побаравме тоа беше за цементара Усија. Ние како инспекторат на град Скопје со писмен допис врз основа на барање на граѓани бараме да извршите вонреден инспекцијски надзор и да констатирате дали ни стигна известување, ни стигна и извештаите, значи инспекторот ни врати на нас, каде што е спроведено мерењето на тие преку акредитирана лабораторија што самата цементара си ја има направена. Значи, инспекторот ја задолжил цементара да си направи мерење и они си го направиле мерењето и тоа ни е вратено на нас. Сега проблемот е што зошто државниот инспекторат треба да има акредитирана лабораторија? Да, вие бевте еден од тие заговорници за враќање, односно за формирање на таа државна акредитирана лабораторија. Ја бев 8 месеци директор на тој државен инспекторат, така што малце повеќе ги знам работите во однос на средствата што ги оставив за набавка на таква акредитирана лабораторија. Градот Скопје оди на тендер, набавува, со јавна набавка, се набавува акредитирана лабораторија која работи за потребите на градот Скопје, односно инспекторатот. Средства беа оставени во државниот инспекторат да има токму ваква лабораторија каде што ќе може инспекторот во било кое време да спроведе мерење на било која инсталација. Меѓутоа зошто тоа не е направено, навистина не знам после моето заминување од таму, но ќе зборам сега за градот Скопје. Градот Скопје во однос на овие лаборатории го зголеми буџетот тродупло. Значи оваа година ако имавме 500.000 денари во однос на такви акредитирани лаборатории за мерење на овие инсталации, за следната година имаме 1,5 милиони денари. Што значи тоа? Тоа значи поголеми вонредни инспекцијски надзори. Значи до сега имаме, од кога влеза правилникот во сила, до сега имаме направено околу 12 мерења. Значи оној проблем што беше со еден млечен ресторан пред некој ден, што беше по социјалните медиуми, веднаш што акредитирана, одиме таму. Значи, ги зголемуваме тие инспекцијски надзори, вонредни инспекцијски надзори. Имаме состанок во секојдневна комуникација сме со секторот за животна средина. Ние како инспекторат побаравме од секторот за животна средина во елаборатите и дозволите што им ги издава да ги зголемат задолжувањата во однос на мерењата. Значи, до сега имавме ние инсталации каде што е задолжена таа инсталација да врши мерење еднаш годишно. Значи, непрецизирано, дали е тоа во летен, зимски период, во грејна сезона, сега и тој дел ќе го менуваме и ние бараме најмалце да има едно на квартални мерења да има. Да имаме прв, втор, трет, значи квартално да се мерат тие инсталации. Така, ме интересира. Вие работите со акредитирана лабораторија. Така. Може ли да се случи да треба да мерите кај одредена инсталација со акредитирана лабораторија која им ги прави веќе мерењата на таа инсталација? Тоа е проблемот. Тоа е проблемот што да се контролираат самите себе. Апсолутно, тоа е проблемот со кој, како држава се соочуваме. Постојат 3 акредитирани лаборатории во нашата држава и лесно може да се случи нивното мерење да се совпадне со нашата акредитирана лабораторија која добила на тендер. А по законот за јавни набавки ние може набавка да извршиме за таа работа една, така што би била истиот извештај од таа лабораторија со нашето вонредно мерење.
што правиме со индустријата? Кои се вашите барања до двете прашањата? Имаме неколку барања тука за индустрија, издвоени се. Тоа што сега Миро го спомна со акредитираните лаборатории и мерењата. Значи, кога би имале акредитирана лабораторија државна, претпоставам дека и сумите би биле многу помали. Апсолутно. Исто така има барање и за забрана на нова Г1 индустрија. Во постапка е припрема на нов генерален урбанистички план. Меѓутоа, Г1 индустрија тоа е тешка индустрија. Тешка индустрија, да. Со новиот знам дека има тенденција за исфрлање на таква индустрија ван Скопје. Меѓутоа на сила е оној стариот. Имаше таква индустрија веќе зацртана во деталниот урбанистички план на општина Гази Баба. Тој беше донесен и благодарение на наша иницијатива го укинавме. Значи имавме шанса, од една страна зборуваме за загадување, имаше шанса да се направи нова индустрија која тврдеа дека нема да биде Г1, меѓутоа никој не гарантира дека тоа земјиште што требаше да се дае под закуп 99 години, од Г2 нема да премине во Г1. И тоа беше баш во оној округ на Железара. На Железара, точно. Значи тоа се тие такви мерки што не ги гледаат сите, а во позадина идат. Значи не може да се фокусираме само на одредени мерки што ќе ги преземе одредена институција, да не гледаме све останато другите институции што работат и што не работат. Има многу работи околу и за инспекциите бараме исто и да се врши мерење на фугитивните емисии кај големите индустрии, така да барањата се големи, имаме и за регистри за А и Б дозвола за сите што имаат добиени да бидат објавувани, затоа зашто граѓаните кои ќе знаат да пријавуваат и да знаат што се случува, кој каде и кој е надлежен за тоа. Конкретно за ОХИС го разгледувавме лаборатот и лаборатот имате лаборат за заштита на живот, а надлежен е државниот инспекторат за животна средина и Агенцијата за радиолошка и биолошка. Колку пати се излезени на терен пред да се случи тоа преточување. Значи како е правено тоа, целото тоа, кој го вршил таа контрола, тоа треба истражните органи да утврдат и ние бараме јавно обвинителство тука се вклучи конкретно за тој случај. Конкретно за ОХИС да се надоврзам, значи инспекторатот на град Скопје беше прв што влезе после хаваријата значи инспекторите за животна средина и комунален инспектор дежурните влегоа утрото кога се осеќаше нели целата таму чекавме едно 6 до 7 сати да дојде надлежен инспектор. Само тоа ја кажам. Само да прашам, за ОХИС требаше граѓани да пријават дека чувствуваат мирис. За ArcelorMittal чинам дека требаше граѓани да пријават дека водата во Вардар изгледа многу чудно. Да, ама тоа не е воопшто чудно. Значи граѓаните, 4 инспектори може да бидат во еден момент на 4 места. Не може да бидат на повеќе локации. Ме разбирате, граѓаните се тие што инспекторите заедно со граѓаните треба како да ви кажам, граѓаните треба да ги хранат инспекторите со информации, значи тоа е дел од работата на инспекторите. Не викам дека ме сваќате? Да, но опека не станува збор за чат на стрниште, туку станува збор за нешто многу посериозно. Да, ние веднаш за Арчелор, веднаш излеговме ние во за ОХИС конкретно што ме лаборатот стои дека треба да има 24 часовен надзор. Мислам, како во ваква ситуација граѓаните да веруваат дека институциите работат во нив? Сакам да ја прокоментирате. Зборуваме за систем во кој што немаме државна лабораторија, за ограничен број на инспектори и ограничени надлежности на одредени институции практично, префрлање на топка. Какво е вашето размислување? Кај нас тоа го сакам да го сменам и мислам дека успевам во тоа во однос на префрлање на таа надлежност. Значи нема веќе во градскиот инспекторат доколку некој не е надлежен, па да го не е тоа моја работа и да се сврти на страна. Не, затоа и ги формиравме овие дежурни патроли што се со инспектори и затоа се одмешан состав. Има инспектор за животна средина, комунален инспектор, комунален редар и полицаец. Значи, да не биде после, раководител, ја не можам да направам записник, не е во моја надлежност. Не, сега ќе напишеш записник и ќе го препратиш до тој што е надлежен. Така направивме со ArcelorMittal. Тоа е под државен инспекторат за животна средина, со интегрирана дозвола. Меѓутоа, ние веднаш повикавме лабораторија од водовод, дојде, зема, значи, целата работа ја... Точно зашто ако се чека да дојде државен инспекторат 5 сати, отидоа доказите. Значи се соочуваме со такви работи, сега инспекторот тука треба да реагира.
Значи тука сега е инспекцискиот совет, меѓутоа до инспекцискиот совет некој треба да поднесе преставка. И сега цел тој врзан круг и најстрашно е сега кога збориме исто за сиве работи, едно од барањата ни е законот за прекршоци. Знаете дека ги намалија за 75% казните и државниот државен инспекторат и јавно на конференција се фали со тоа, дека ние сме ги намалиле казните 75%. И сега имаме околу 12 закони кои треба да се усогласат заради овој закон. Успат на една од тие закони беше и она со протестите. Значи, освен усогласување, може има и некои други работи, се треба сите да ги согледаме тие работи, значи може да се протнати други измени. Така, значи, мислите еден чекор напред, два назад, па... Ова е 10 чекори назад, значи кај што имаме неказнивост на целиот систем. Еве Миро може колку сака да се труди, да фати 10, ако во судскиот лавиринт тие се изгубат, кој е пуката? На крај и самите инспектори дигаат раце више. Зашто толку да работат, се трудат, ризикуваат своји животи, а утре со судска одлука излегува, дури некојаш и против нив излегува украјниот случај. Исто така морам да напоменам дека притисокот што го направивме граѓанските организации со отвореното писмо до премиерот и председателот, мислам дека вроди со плод во однос на инспекциите, зашто се вклучи Министерството за внатрешни работи. Пред тоа има и случаи да буквално молат за полициска заштита. Тоа е таа соработка што имаме и комуникација со невладините организации. Значи мора еден со друг, значи институциите со граѓаните да соработуваат. Значи сите го дишиме овој воздух, сите живееме тука, така што таа соработка треба да биде на највисоко ниво. На тема соработка, младите се борат за велосипедски патеки за подобар сообраќај. Вчера имавме еден протест на критична маса токму за земање на тие велосипедски патеки. Што се случуваше и кои се оние мерки што ги барате во однос на сообраќајот со утрешниот протест? Вчера има критична маса, мислам дека нарекува вонредна критична маса и се викаше вело град во контейнер, затоа што претходно знаеме колку град Скопје работеше на создавање на услови за велосипедизам, па се тоа беше една идила за велосипедистите, иако реално беше направено нешто, да, не беше сосем доволно. Меѓутоа, ајде да речеме, тоа бил тој чекор напред и сега дојде некој друг проблем и така како што кажав преска на брзина да се реши итни мерки, купија контейнери, пола од нив ги запалија, тоа беше исто така тема на дискусија. Тие што остана се буквално на самите велосипедски патеки. Сега има разноразни објаснувања зошто е тоа така, нема да навлегувам, значи затоа овие барања еве се составени на начин на кој ако не знаете како се прави, еве некакви насоки. Така. Значи затоа што очигледно е од обична граѓанска логика дека некој не го мислел тоа кога го преземал како задача. Значи не може да не знаеш ти дека тука имаш патека и дека таму ти треба да имаш контейнер. На крајот на денот, ако не знаат како се прави, можат да се обратат до граѓански организации, невладени организации, гледаме дека знаат. Така, нема да се надобрзуваме на лепници, издувни гасови од сообраќај и од возила, затоа што немаме време. Третиот загадувач се домаќинствата. Ќе ве прашам вас за домаќинствата. Дали инспекторатот смее да ги контролира домаќинствата, што горат, што прават и што се случува таму? Значи ние како инспекторат влеговме во не знам, во многу домаќинства влеговме, меѓутоа во нивните дворови. Каде што имаме информација и представки од граѓани, каде што инспекторите по службена должност ќе увидат дека во некој двор се собира, да речам, разновиден материјал кој се користи или ќе се користи за загревање на Или доволно да имат црнчат од соседната куќа на комшијата. Меѓутоа нашата ингеренција е дворот да го изчистиме. Се носи решение кон сопственикот на тој имот за да се исчисти целиот двор од тоа, да речам, ѓубре. Доколку не се направи тоа, инспекторот дава решение на комунална хигиена влага, фактурата се доставува на сопственикот на имот. Влегување внатре во куќите, тоа не ни е дозволено освен со судски налог. Така. Тоа значи дека ако имаме сосед кој што гори гуми или лакиран мебел, буквално не можеме скоро ништо да направиме како граѓани. Не баш така, доколку во дворот забележиме, ние веднаш ќе реагираме. Так. Меѓутоа внатре во просториите на домот
инспекторот без судски налог не може да влезе. Треба да има Ни доказ треба- дека конкретно Така, го така, оставил Така тоа е, што меѓутоа бива- ни еден судија нема да ни даде Да, сакам да судски кажам, не налог можете за да влез. мерите емисии на уџаци од приватни домови. Мислам чисто да разјасним и граѓаните да знаат до кај можат и што можат да направат, затоа што ја барате помошта на граѓаните. Апсолутно така- и до невладините и до владините, значи за измена на тие закони каде што ќе може ние да некој ако гори било што во својот дом да биде санкциониран. Ние секојдневно имаме представки од граѓани за комшии што нели од нивните оџаци излегуваат секаков чат. Значи тука е потребно промени на одредени законски регулативи, членови за да може да се овозможи ова. Затоа зашто и во кривичниот закон стои убаво што е загадување на животната средина, дека е кривично дело, а и оној кој знаела не преземал нешто исто така е кривично дело. Тоа Е значи сега дека- да, и сега се сведуваме на некои правилници, подзакони што нешто не возможува, значи целата таа нефункционалност се гледа во тоа. Нудите некакво решение? Ја како пример сакам само да кажам, ние инспекторатот на град Скопје поднесе кривична пријава за загадување на животната средина и не баре бевме соучесници во тој прекршок. Така што тука треба системски, законски да се определат точно постапките како се за да може ние да постапуваме односно инспекторите. Зашто секој сноси последици, инспекторите сносат последици. Така. Значи тужби имаме инспектор во однос на чистење на кога се чистеше Подкале, значи таа дива населба на времето пред 6-7 години, имаме инспектор што е сега во Страсбург, се уште се судат. Така што две страни има, значи од една страна се невладините кои како да кажам, они го тужат инспекторот зашто беше средано во минатото Подкале. Конкретно еве да спомнам уште една небулоза, се нудеат субвенции за палети и брикети, а немаме стандарди. Значи, колку е тоа што се гори, квалитетно и не загадува, никој не знае. Исто така се форсира гасоводот дека тоа ќе не спаси од загадувањето, а обновливи извори многу малце се застапени. Ние едно од барањата е веќе енергија од обновливи извори, каде што бараме да речеме на оние простори што се диви депонии, како што е сега Шуткав избегува, да се направи ревитализација на просторот и тука да се направи централа на обновливи извори каде што ќе може да се снабдува населението од околните населби. Тоа е се социјално загрозени во главном и нивниот изговор за горење гуми и се што е во тоа што они немаат друга алтернатива. Нудењето на инвертори секако нема да помогне на оваа група на луѓе. Затоа буквално цело време на тоа потенцираме. Треба системско решение и треба сите да бидат заангажирани, да се вклучат. Еве една подлога, па сега нека зема да работат. Да почнеме од негде. Имаме протест кој што е најавен за утре. Протестот се случува во очи на избори кои што треба да не се случат, треба да се формира во меѓувреме и техничка влада и слично. Се плашите ли дека утре ќе имаме заокружување со црвени кругови на одреден дел од луѓето кои што ќе излезат на протест и од евентуална партизација можеби? Не, од причина што кога во други ситуации, кога се работело за, да речам, некои идеолошки, ајде, така да ги наречам, протести, го имало тоа затоа што лесно да покажеш со прст. Мислам дека нашата иницијатива ниту една гарнитура не сака да присвои кон себе, затоа што ќе треба да се посвети на тоа. Ако рече некој, ние многу сакаме овие се со нас затоа што нели се бориме ние многу за климатски промени, значи треба да имаат нешто да понудат. Идеологија е лесно да се продава. Тука ние бараме конкретни решенија, конкретни барања, нешто што се гледа, односно во нашиот случај за жал воздухот се гледа, а не би требало да се гледа. И се мириса. Да, и се мириса и сега значи кога нема да се гледа и кога ќе се мириса, и нема да се мириса, тогаш може да кажат дека да, овие се од нашиве, а другиве да речат, абе заокружи ги, овие се од таму. Вака сме ничии. Уште само јас извинувам да нагласам дека со петоци за едината уште кога започнавме, значи она што дава легитимитет пред се затоа што сме дел од едно глобално движење и максимално се трудиме целосно да си го задржиме интегритетот преку тоа што
Нели, имаме јасни ставови, стоиме за своите ставови во секое време. Значи, и апсолутно сме финансирани од сопствен джеп, односно за се што до сега сме направила, сме си брцнале во нашите финансии, така што. Накосо, утре, која ќе биде рутата на протестот и кои се вашите очекувања? Рутата почнува во 5 часот пред Министерство за животна средина, тоа е значи позади зградата на А1 или ВИП постаро. Се оди до парламентот, пред парламентот, потоа се врти према владата. Значи некаде 18 часот ќе бидеме пред владата и тука ќе се одржат неколку говори. Само да одговорам околу партизација и плашење од заокружување. Јас лично не се плашам, меѓутоа дека постои обиди да се изманипулира дел од јавноста дека е партиско, постои. Вчера беа најавите дека бојкотот значело партизација. Меѓутоа, сите се удрија фокус на бојкотот. Ние такви барања имавме и кај председателот. Меѓутоа, најверојатно тогаш се очекуваше дека што е во можност на председателот ќе оствари и така да таа закана дека ќе има бојкот на избори воопшто не сметаше на никого. Од сега од наеднаш почна да смета зашто ќе повикуваме на бојкот, на поголемиот дел од иницијативите, меѓутоа никој не се прашува зашто некој не ги исполнува овие барања. Значи, ние ќе бидеме принудени. Јас не сакам да правам бојкот, не сакам децата да не ги пуштам у школа. Значи, треба да го исполнат. Мене ми е несватливо и недозволиво да се кријат за тоа дека некој ќе го искористи бојкотот за нешто, а не кажуваат зашто не би го сработиле ова. Значи, остварливо и треба да го сработат. Тоа треба да биде фокусот. Зашто они одма од почеток сметаат дека владата нема ова да го оствари. И последно прашање, Богдановски, дали ќе излезете на утрешниот протест? Ние на утрешниот, мислам, лично ме прашувате мене како, значи конкретно во 17 часот, како што кажа Невена, имаме закажано мерење на 2 локации, така што јас сум на сите протести. Сме се гледале со Невена на протести, значи апсолутно немам никаков проблем. Доколку стигнам да ќе бидам. Така, и кои би биле накратко вашето барање до институциите? Што е неопходно да се направи побрзо за инспекторатот подобро да работи? Би ни требало повеќе на емисија специјално за тоа, меѓутоа да ги санираат сите депони, они ќе имаат помалку работа. Така, значи ни треба чиста законска регулатива каде што ќе имаме одврзани раце да делуваме на терен. Ви благодарам многу на сите за денешното гостување. Протестот е утре во 17 часот од пред Министерството за животна средина. Гости во студио ни беа Невена Ѓоргиевска од ОДБ иницијатива, Јана Василевска од Fridays for Future Скопје и Мирослав Богдановски од Инспекторатот на град Скопје. Останете понатаму со Радио МОВ.